Македонија се уште не може да се соземе по големата трагедија што се случи во скопската населба Пинтија и за тоа зборови за утеха нема. Во продолжение зборуваме за тоа какви се законите во земјава за одгледување и чување на домашни кучиња. Гостин на оваа тема е меѓународниот кинолошки судија и доктор по ветеринарна медицина, специјалист за кучиња и мачки Перо Божиновски. Господин Божиновски, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, поздрав до гледачите на Телма, до сите љубители на природата, животните и особено кучињата. Исто така жалење и од моја страна како ветеринар, долгогодишен активист за заштита за правата на животните и така натаму, превентива заради настанатиот случај. Да, рековме на почетокот, не можеме се уште да се соземеме од трагедијата, затоа зборови за утеха нема, но ние ќе разговараме во продолжение за тоа како се уредени правилата во земјава во однос на одгледување на домашните кучиња. Јавноста е поделена сега, без нема да бидеме претенциозни да бараме оправдување или пак виновник во целата ситуација. Загубен е детски живот и тоа само по себе е огромна трагедија. Меѓутоа, првичните реакции што ги слушнавме од вашите колеги кинолози, велат дека за разлика од Европа во која постојат во некои земји и ригорозни закони кога станува збор за одредени раси кучиња, во Македонија не постојат никакви правила, па повика на итно донесување на закон. Дури Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди се огласи и се согласи, односно повика на забрана за увоз и за размножување на одредени животни кои можат да бидат потенцијално опасни по животот на луѓето. Најнапред сакам да демонтирам веста од вечер што вчера имав некои контакти. Значи не во тој контекст се речено како и што се случува, кои се опасни раси и како е регулатива во одредени земји. Тенденцијата беше да се изнесе ставот кога е во прашање питбул териерот. Значи питбул, таа е раса која е број 1, односно нерегистрирана, а сепак е проблем број 1 во светот. Што се однесува до регистрираните раси околу 370 во Светска федерација, освен тоа околу 50 се припремаат, односно се стандартизираат, односно носат формулари како би требало да изгледа одредена некоја раса. Во тој контекст само информација дека и Македонија исто така Кинолошкиот сојуз припрема 2 до 3 раси кои ќе се регистрираат. Меѓутоа за тоа е потребна поставка, треба време, да кажеме. И ние за сега имаме само половина раса, тоа е шарпаниецот, бидејќи пола го делиме со Србија, така е поделена расата. Не е случај единствен да има две мајки, така е со чехословачкиот вучјак, остана едно исто име. Родезијски риџбек, Родезија се растури на 3 држави и остана едно. Би сакал да ве прекинам тука малку по-конкретен одговор да замолам во однос на прашањето. Еве колку од овие раси што ги споменавте се познати, признати и чувани во Македонија и колку од тие раси што ги имаме овде во нашава земја се потенцијално опасни по човековиот живот? Регистрирани се околу 150 раси, со тоа што за овие 40 години колку се занимавам ја активно со судење, во држава не се случил напад за време на кинолошки манифестации и изложби. Значи тоа се кучиња кои се редовно припремани, социализирани високо, дури има и полагаат одредени тестови испити, поминуваат помеѓу луѓе, помеѓу група кои разговарат, кои возат точак и така натаму. Значи, на одреден начин да го видат како ќе се однесува тоа куче, каква му е социализацијата. Значи, не само овде, туку и во светот, имам судено 45 земји, 4 континента. За време на манифестации не се случило некоја од овие раси да нападне или друг одгледувач, или судија и така натаму. Така, за појаснување станува збор за вчерашниот случај за англиски бул мастив. Така ли добро го изговори? Он е регистриран како бул мастив, ме разберете. Тоа е англиска раса, Велика Британија е лулка на кинологијата. И тие имат створени од тие, колку кажавме, 570, околу 60 и нешто раси како број 1 се. Потоа идат германците и потоа идат французите. Господине Божиновски,
Што, кога велите за булмастивот дека генерално е социализирано куче и нема обичај или во неговата природа да нападне, би го направило едно такво куче од таа раса, од најдобар човеков пријател, крволочен убиец. Што се случило во тој кобен миг е во овој случај или во некои други случаи, бидејќи слушаме дека во светот може да се случи најчесто од оние други питбул, друга раса што ја спомнавте, меѓутоа и од овие поагресивни раси да нападнат дури и членови на семејството, деца од семејството. Да. Ова е раса која е создадена од стариот бул во Англија и укрстена со булдог. Значи, во 19-тиот и 20-тиот век луѓето многу раси создаваат парејки со повеќе. Некои раси се создадени со 5 и 6 за да дојдат до одредена цел. Бидејќи не може да ги остварат тие цели, мора да вршат одредени корекции, пластични операции, сечење на опршки, на уши и така натаму. Од друга страна, значи овој булмастив е создаден од две раси. Од друга страна имаме раси кои се очувани исконски, значи пратип, кои како такви останале. Чау, тоа се углавно некои раси, тибетски мастив од Кина и така. Значи ги задржале тие својства. Во случајот, многу е интересно, бидејќи ние сега, јавниот обвинител се води сигурно постапка, многу е тешко да се проанализира што се случило, бидејќи во стандардот вика ова е куче исклучително моќно, силно, али со мирен темперамент, многу привржен за собственикот и дури го користат како бодигард. Значи, не само за личности, туку и за одредени објекти, чување на домови и така натаму, и во минатото е користен како ловец на ловокраци. Бидејќи со самата појава предизвикувал страв кај овие ловокраците и така да тие морале да се постепено одрекнат од тоа. Што конкретно се десило со ова куче, не можеме да знаеме, бидејќи видов некои слики на тебе, мислам дека тоа не е тоа куче. Тамо една сосема друга глава, тоа е сосема друг тип на куче која е високо така до 69 сантиметри, тешко до 50 килограми. Не е многу активно, значи мирно, стабилен карактер. Не знаеме на кој начин тоа детенцето влегло таму. Дали порано и колку време се задржало. Дали во боксот се случило, во кучарката, тоа со 12 години, претпоставувам дека има промени со катаракта и други очи, така да најверојатнije не видело за каква личност се работи. Ме разбирате? Иако се тврди дека порано го знало. И многу е поверојатно дека тоа другото куче реагирало. Од кои причини? Дали имале некоја играчка таму или коска, па дето се обидело да им земе, или око што кажавме, таква положба завземал, тоа е многу тешко да се каже. Тоа е, како да ви кажам, како во медицина, или луѓето, полиција и други во Америка. Секоја недела имаме убиство. Од кои причини не може секогаш да се утврди. Некогаш нема факти. Зашто дошло до овие промени во свеста, во сферата, во мозокот, ме разбирате? Бидејќи кучето како такво не е како други некои, што знаеме дека се агресивни, кој излезе на улица или кај да се дружи да шета, тоа сака само борба и кавга. Како криминалците кај луѓето. Ги судат, плячка, силот, они пак. Така и со кучињата. Значи, ова раса не важи тоа за неа. Кои раси се сметаат за агресивни и во чија глава на кучето може да се случат такви промени и одеднаш од најдобар човеков пријател може да се претвори во звер? Генерално не може да се каже. Србите имат една поговорка, викат какав власник, такав пас. Што значи, и тој питбул на стотици и илјадници може да бидат така мили, така чувани. Ја имам многу и клиенти, знаете, ние сме задолжителни да лучиме како медицина и криминалци, и лопови, и убици и така натаму. Тоа не е работата. Такви кучиња, доколку тие раси се коректно одгледуваат, на нив се влијае бидејќи собствениците се должни, кај нас конкретно, немаме таков закон за обука на собственици.
Во Швајцарија пред 20 години е донесен закон сите идни собственици да завршат одредени обуки. Значи, обуки да знаат кога треба да се вакцинира, кога треба. Ја мислам дека денес требаше сите школи, сите наставници да првиот час да им кажат како треба да се однесуваат децата спрема кучињата. Не може иде куче и оно ке го погали. Куче не знае од позади. Прво треба да го праша собственикот, ме разберете. Извинете, може ли да се погали? Овој ќе ги предупреди, има корпа. Сега бев во недела во Израел, за 2-3 сата седем во центар видов 300 кучиња. Едно немаше корпа. Ме разберете? Значи, веројатно тој закон кај нив не важи. Сега, ако ниедно Израел е, знаете како силна земја со закони и прописи. Спомнаа некои раси за кои работат дека ги немаме, разбирате. Прашав кај се тие, зашто не идат на изложба? Вика, тие фактички кај нас не се многу пожелни. Значи, главен проблем у Европа е, не проблем за кинологија, се земјите од Скандинавија. Тие носат посебни прописи. Сега ние треба да реагираме, го ставиле шарпаниецот како опасна раса данците. Како е тоа можно? Разбирате? Званично тоа кинолошки треба да реагира. Го ставиле на листа таму што некој наредиле шарпаниецот. Треба ли на Македонија закон специјален или регулатива во оваа сфера за подобро да се уреди со цел да зајакне безбедноста кога станува збор за одгледување на домашни кучиња, меѓутоа и генерално сведоци сме секојдневно дека од нападнати луѓе од улични кучиња. Како е тоа регулирано? Поголем проблем се уличните кучиња, ме разбирате? Во низ Европа ние углавном немаме улични кучиња. Тоа е решено таму. Стратегија, системи 20, 30, 50 години нема. Кај нас фактички не стратегија е голем термин. Тоа е некоја тактика или оператика. Не можеш ти оперирај, пушти на улица. И што сме направиле? Ништо. Тој примиле еднаш бесено. И што наредни години? Кој знае дека кај ова куче можда не дошла некоја лисица, пошто е подалеку, значи, он испомна нешто овие јавните гласила, као дали е бесно, дали е вакцинирано, ме разбирате? Знам дека е моментална оваа епизотолошка поволна и дека нема бесено во Македонија и градот. Сега, тоа ќе биде карантин, треба да биде 15 дена и за тоа време, ако е да развија симптоми, мора да угине. Тоа не се лечи, бесено, ме разбирате? Сакам да ви кажам, значи, освен Скандинавија, која другите, Балкан, например, сите околни земји, Бугарија, Грција, нема такви прописи. Да кажат, овие се раси забранети, бидејќи тоа треба да оди на јавна дискусија, во кинолозите да се изјаснат. Лесно име на овие Здруженија за заштита. Сега они почнаа да се занимаваат со комерцијални работи, продаваат таму кучиња из цела Европа, затоа што нема кучиња во Европа, улични. Меѓутоа, факт е дека во некои земји од Соединетите Американски држави, во некои држави таму, одредени раси, питбули, мастиф и хаски, осигурителните компании не даваат осигурување за овој вид на раси. За хаски не би кажал тие, али за овие раси точно може да е. Тоа е ствар на бизнис, на работа. Ме разбирате, питбул тоа е точно, тоа е главен проблем. Има серии на ТВ за питбули, што све прават, како прават американците. И кај нас беа проблем со организирање на борби, тоа која учествува, да не кажам, видни луѓе, меѓутоа сега веќе се стиша таа работа и нема многу питбули како раса и не се случуваат многу несреќни случаи и борби. Јас сеќавам на Кејо шета едно кученце и овој го пушта да се игра само собственикот и му доаѓа питбул го фаќа. И сега овој се љути, вика, на кучето го кара, демек. Не можеш, вика, не знаеш да се играш, но не знае дека тоа куче не знае да се игра. Он не требал да го пушти, односно тој другиот собственик со питбул, како смел да го пушти? И од 20 одвоија, разбирате? Се случува во природа често собствениците ги ослободат и од синџирот и од маската да ја извадат и сами да бидат пуштени и во парковите и по планините. Све е тоа до кинолошката култура. Доколку имате култура, знаете кај ќе се пушти кучето. Имате денес школски дворови, градинки, стои надпис забрането е. И сега треба ли закон или треба да остави? Стои тоа. Треба ли закон по-прецизен и по-ригорозно? Закон има каде може, како се држи куче. Значи, куче во дворот, сега овој случај, како дошло детето тамо, тоа е да е кучето рипнало кај него или на улица излегло, тоа е друга ситуација.
Ме разбирате? Значи закон има куќето кога се држи, како се држи и како се шета со поводник. Законите се добри, само луѓето треба што повеќе да ги спроведуваат и да има што повеќе едукација. Господине Божиновски, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската на Телма. Благодарам на поканата.